Дојдовте во 20-тото издание на Надкаст. Јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска мој гостин да биде Маријан Ѓорчев, поранешен министер, градоначелник, поранешен амбасадор, одличен познавач на геополитичките случувања. Добре дојдовте. Добре најдов. Господине Ѓорчев, посетата на Кошта, председателот на Европскиот совет, дојде по раките се тие што представува ова, целиот Балкан го поминуваат, повторно го враќаат како зона на интерес. Која е целта на оваа тура, буквално кажано, по западниот Балкан, како што тие не нарекува? Добро ја, неколку пати ја преслушав неговата пропагандна порака по повод посетата на земјите од Западен Балкан, кој што и ние припаѓаме. И целам дека тоа е дел од таа нивна агенда во која што ние треба сега да бидеме посетени од високи великодостојници на Европската Унија, меѓу кои што председателот на Европскиот совет е многу клучна фигура. И по неговата порака има три битни елементи. Тоа е проширувањето, второ се реформите и трето се исполнувањето од наша страна. Чинам дека тоа е нешто што сме го слушале веќе од 2001 година, точно 24 години, го слушавме од 2005, го слушавме од 2008. Значи сите тие фази минати: договор за стабилизација и асоциација, кандидатски статус без датум на преговори, европско партнерство за мир. И мислам дека нема ништо ново, ние сме на тој пат, го чекориме, немаме никакви, би рекол, некакви предубедувања дека тоа ќе биде веднаш, дека ќе биде по некој начин со волшебно стапче од унијата тој пат пречекорен. Меѓутоа очекувам дека нашите аргументи кои што се валидни, нашата дипломатија и сега нашата влада да ги презентира на начин кој што нема да биде како што беше во изминатиот период од 2017 до 2024 до мај, туку да биде офанзивен, да се каже: ние досега направивме многу реформи, бевме лидери во реформите и по договор за стабилизација и асоциација, во кој што сме веќе во втора фаза од 1 јануари 2018, и како кандидат земја, членка, веќе 20 години чекориме по тој пат и имаме исполнето над 1000, би рекол, прво препишани регулативи и директиви. Процедурата е проблематична, затоа што демократијата во основа процедура и дали ќе ја исполниме процедурата, од тоа зависи дали сме по нивна проценка, техничка проценка, затоа што Европската комисија цени административно и технички. Политичкиот главен збор го дават политичките лидери на нивниот последен самет како лидери на земјите членки на Европската унија, и тој политички фактор е секогаш последен и најважен. Според мене, мерит системот е само мимикрија на она што се случува во Европската унија, не постои за никоја членка мерит систем. Ако постоеше мерит систем, Кипар никош немаше да биде членка на Унијата, заради тоа што поставеноста на Кипар, присуството на турците во Северен Кипар. Кипар требаше да му постават услов, се вика Јужен Кипар, затоа што Кипар е поделен, таков услов нема, значи тоа се политичкиот критериум секојаш бил пресуден и за Исланд, и за Кипар, и за Малта, и за Бугарија, и за Романија, и за Балтичките земји. Така што тој јагол, мислам дека ние сме свесни за таа реторика, во која што технички, административно се бара Македонија да го прави тоа што го прави, ние го правиме. Убеден сум дека ние не сме најлошиот ученик во класот и од Западен Балкан, па дури и пошироко од други земји, кои што се веќе во Унијата. И мислам дека сме на добар пат да одговориме соодветно, квалитетно и со доказни материјали колку ние за овие 24 години чекорење по сосвен автентичен пат сме го исполниле она што тие го очекуваат од нас. За промена, како што кажавте и самите, во врска со оној период црн би го нарекол 2017-2024, сега настапуваме принципиелно, не одиме по секоја цена со all-in играта на оној Заев, нели, и останатите кои што дадоа се што не треба и треба повеќе она што не треба за да дојдат онаму каде што не дојдоа. Ако се сеќавате од 2018-та, 28 јуни, тие го донесоа првиот датум во авиончето со Ангјушев, чинам беа, Димитров, Османи и Заев, нели? Да. За да после 6 години кога замина
од власт тоа не се случи, но еве конечно настапуваме принципиелно како што каже и премиерот Мицкоски, не гледа од другата страна дека има некаков знак дека нешто може да се промени во однос на блокадата и условувањето и нели ќе одиме полека со сите нишани што се вика, како што кажавте и самите, ние не се брзаме за промена, она што ќе дојде и јас мислам дека ќе дојде по самиот тек на нештата кога тие ќе проценат дека треба да влезат, но за промена не со газење на националните интереси и со сите нишани полека да си го оствариме тоа. Па најнапред има два елемента кои што мене ми даваат право да бидам оптимист. Так. Првиот елемент е дека Европската унија во овој момент има пред се сериозни проблеми внатре во унијата. Значи несогласување во однос на економската политика, во однос на енергетската политика на Европската унија, несогласување околу мигрантската политика, несогласување околу источната политика што ја води Европската унија кон земјите на истокот од Европа. И во тој контекст очигледно е дека унијата ќе мора сериозно да ја приспита својата позиција кон земјите од Западен Балкан, кои што на крајот на криштата многу пред Украина, Грузија, многу пред Романија и Бугарија, еве да кажеме, многу пред други земји почнат да преговараат со Европската унија и од тогаш Европската економска заедница. И во тој контекст јасно е дека не може, знаете, некои луѓе може да се лажат некое време, ама сите луѓе не може да ги лажете цело време. Така што Европската унија сега во овој облик како унија едноставно има документи, има архиви за што се разговарало. Делегација од Македонија оделе, луѓе кои што представувале Македонија во Брисел, тие доаѓале тука, многу нивни, би рекол, комесари врвни како Рен, Баросо, Јункер, фон дер Лајен, и сите тие се соочувале со фактот дека Македонија испорачува. Се разбира со одредени пропусти. Тоа е првиот елемент. И тие знаат дека Европската унија сега на овој пресек, каде што се милитаризира, каде што има енергетски проблеми, каде што има проблеми со би рекол другиот дел од светот, кој што според нив беше колективен запад, ама се види дека колективниот запад има повеќе нивоа. Еден е сега, пред 3 дена, 4 подпишаа договор Голема Британија и Соединените американски држави. Европската унија ќе дојде на второ ниво. Впрочем, излегувањето на Голема Британија од унијата покажа дека Европската унија не е толку компактна. Западот не е толку компактен. Прво ќе подпишат меѓу себе договори трговски англосаксоните, значи Комонвелтот и Британија со Америка, па потоа ќе дојде на ред Германија, па ќе дојде Франција, и тога се гледа дека Европската унија ќе мора сериозно да размислува за тоа дека во една таква поставеност сите земји на континентот Европа ќе им требаат, за да може да го одржат нивото на, би рекол, економија, нивото на политички, на некоја политичка и социјална кохезија, да повторно да бидат втора, трета сила во делот на што представа мултиполарниот свет. Тоа е првиот момент. Вториот е нашата позиција како држава и коренито променета со новата влада. Ние имаме доволно аргументи да кажеме дека ние премногу дадовме. Не да бидеме во улога на жртва, туку да бидеме во улога на оние што испорачуваат. Значи, вие баравте од нас неколку работи, ние ги испорачавме, вие баравте реформи, ги испорачуваме, може не се доволни во одредени сегменти, посебно поглавјата 23 и 24, права, правда, слобода, правосудни реформи, но тука сме на патот да испорачаме. И во тој дел многу е битно што нашата влада сега се обврзува, мислам многу правилно, без брзање, во еден елемент кој што ние треба да побараме, тоа се вика два принципа, има модификација и дерогација. Че ние можеме да побараме од она агенда што имаме сега воспоставено, нели до јуни 9 закони кои што треба да се реформираат до крајот на годината 16, ние може да побараме дерогација за одредени закони, побараме да бидат пренесени во 2026 година, затоа што ќе цениме правилно дека не можеме во овој момент квалитетно да ги испорачаме во она форма што Европската унија очекува од нас, а второ, не одговараат сега, би рекол, тие реформи во она што значи стабилизација, национален интерес и кохезија во македонското општество, и политичка, и социјална, и етничка. И во тој сегмент мислам дека владата се поставува многу правилно и прв пат нагласува дека овој диалог со Европската унија е двостран. Тука нема диктати како што
ни се кажуваше од претходната гарнитура која преговара, дадена е преговарачката рамка и од тоа нема отстапување, никогаш нема да добиете фаталистички беше тоа. Тоа е, Така не било да, пишано. судбински е буквално тоа. кажано. Да. Или она што го велиме ние тука во Македонија, таксират. Така, Ама не е да. така. Да. Не е така, тоа е даден предлог кој што не соодветствува со нашите национални интереси. Ние сме држава со сите, би рекол, атрибути, независно што дел-отделни беа откинувани по непринципиелни, би рекол, и нелогични постапувања од страна на меѓународната заедница, но мислам дека овој пат сме застанати на здрава почва и си го браниме тоа што е наше, затоа што ние можеме да влеземе во Европската унија само како држава, а не како територија. Како што ќе ни са предходните, ние влегуваме како територија, затоа што вие, ако ви ги оспорат сите државнички атрибути, а тие се знае кои се државничките атрибути, носители, символични носители, и фактички преку атрибутите идат и вредностите, затоа што вредностите се знае што тоа се темелен производ на културата преку кои се пренесуваат символичките пораки во најабстрактен вид, а тоа се знае химна, се знае кои се тие атрибути, име на државата и јазик, тоа се основите на една држава. И за нас е многу важно како македонци, она што секогаш јас го повторувам, како граѓани на Македонија, од сите заедници, дека ние не сме заедница на средновековна држава, кај што има поделеност на власта, кај што има паралелни институции, кај што има поделен суверенитет. Ние сме држава воспоставена по вестфалски принцип, како и сите други држави, и на Балканот и околу нас, во Југоисточна Европа. Значи држава, нација и одделни малцинства кои што живеат на таа територија, делови како што го модифицира 2001 делови од други народи. Тие два принципа мислам ќе одведат на прав пат да преговараме темелно, да преговараме и образувачки и да исполниме, да испорачаме она што представува интерес на македонските граѓани. Од една е таа третата теорија, лидер е оној кој што не го слуша народот, туку оној кој што гледа напред. Тоа што не го продава Што 7 години. тоа беше и видовме каде стигнавме со тоа. Видовме каде се стигна до таму, Да. се стигна до Дубај или до Абу Даби, ама Европската унија кога говори за автократски методи кои што се применуваат некаде на Балканот или некаде, па таа соработува со најавтократските режими во Абу Даби и во Дубај. Тоа е шеријатско право, таму е таму се шеици, таму сечат раци за кражба, таму сечат глави за убиства, таму жените немаат никакви права, нема феминизам, Други нема ништо. законици, да. Други закони, но од таму Да. може да се соработува затоа што има интерес, има пари, има трговија. Живееме во свет на култура на парите, има профит. Сега ние сме нешто друго, ние сме многу понапред во усвојување на европски вредности и впрочем, дали само унијата има право на европски вредности? Сите земји членки 45 по меѓународниот ред и поредок, од нив 27 се членки на Европската унија, другите не се. 18 не сме членки, но и ние сме европјани, и ние сме дел од европските вредности. И нашата култура која што е од многу далеко уште од антиката до денеска, представува дел од европските вредности, од европската културолошка димензија. И ако така гледаме, треба да сме горди, достоинствени, да кажеме ова ни, јас сум на тој принцип. Значи, до тука можеме, ова не може да го исполниме, ни треба дерогација за 3 години, ни треба модификација во делот на одредени реформи во катастарот, ни треба модификација во делот на одредени реформи во дигитализацијата и само со искреност, честност и принципиелност, да, ние одиме долг пат, тој долг пат е јасен, дека ние сме на некој начин вклопени во тој Западен Балкан, во тој мозаик, ама тој Западен Балкан има интегрален па дел кон Блискиот Исток. И тука сме, тој е вулнерабилен, тој е ранлив и ние сме фактички таа би рекол мембрана или тоа предворје кое што го штити, ја штити Европа од тоа влијание, бидејќи сме единствен континентален пат и тоа преку Моравско-Вардарската долина. Тоа е најбрзиот пат. И има начин да се заобиколи, се прави сега тоа преку современите ускоци. Преку современите упадоци на одредени држави, но тоа е нормално. Тоа секогаш било во историјата, но факт е дека мислам дека овој пат сме на вистинскиот пат. Да преговараме во двостран, политички, економски и социјален канал. Затоа што ние, според мене, економски, административно, веќе 2011 бевме спремни за Европската унија, само требаше политичка одлука, заедно со Хрватска, за да 2013 не примат. Сега веќе кога не оддалечија свесно, и нормално кога вие толку напори вложувате,
и доаѓа една влада која што 7 години не прави ни една реформа, а само говори декларативно сакаме, сега ние сме вратени назад и треба да почнеме повторно, наречеме сме застанале во некоја година, сега треба тоа да го ревитализираме и да почнеме повторно да градиме автентичен наш македонски пристап во интеграцијата. Дали Европа, конечно добивајќи вистински соговорник во македонската страна, кој што го немаше 7 години, има оние од типот да шефе, така е шефе, она сервилноста која што прштеше безработништвото, без кичмењаштвото што го викаат тие, нели? Сега конечно имаат еден друг соговорник кој што им кажува што е, како е, зошто е, дали ова им помага да го сватат оној момент на ироничноста на сопирање на нечи европски пат преку неевропски дејанија од нивните членки, што ни се случува. И колку ние сега имаме и всушност плюс од тоа што самите бугари не можат да го прескокнат тоа. Еве нивниот министер за надворешни работи кажа Георгиев дека нема ова да биде последното барање на Бугарија, дека ова е само почетокот, за да нареди што се ќе бараат уште. После 3 дена се случува Марта Кос, која што не прогласи за шампиони во реформската агенда спроведувањето. Не испофали првин за да потоа не куди малку, но затоа и првата транша од оние пари за Западен Балкан стигна токму кај нас и таа излезе и каже не очекувајте дека ова ќе биде последната блокада. Зошто тогаш ние да ги правиме тие отстапки и мислите ли дека и Европа конечно сваќа, односно Европската унија, дека сме ставени во таа пат позиција и дека конечно можеме да најдеме некаков излез и дали тој излез, меѓу другото, може да се види во оној момент дека конечно, укинувањето на ветото, што е идеја, нема да ја спроведат, претпоставувам, заради Македонија, туку поради други повисоки нивни и поголеми потреби, односно квалификувано мнозинство за гласање на работите, вклучително и проширувањето. Дали тука можеби лежи и нашата реална шанса? Па, апсолутно се согласувам со вас. Вие во вашето прашање го поставивте и го имате и одговорот. Значи, објективно, билатерализацијата што се спроведе во Македонија, јас секогаш го повторувам тоа. Ако кога почна Црна Гора и Србија 2012 Црна Гора и кога почна Србија 2013 преговори по старата методологија, по 35 чаптери поглавја, Србија имаше еден проблем кој што е многу поголем од она што го имавме ние со Грција. А тоа беше територијално сепарирањето и референдумот на Косово. Меѓутоа Европската унија не постои билатерален проблем дека Србија треба прво да го признае Косово, па потоа да ги почне преговорите. Значи, ја исклучи билатерализацијата, сваќајќи дека тоа е нерешливо за да отпочнат преговори. И удри на некој начин со глава во зид и дозволи Србија да ги почне преговорите. Во текот на преговорите тие го убација во поглавието 35 односите Србија-Косово, после 10 години преку Охридскиот договор. Да. Но тие веќе преговараат. Сега се јавува повторно тоа искуство во делот на Украина. Тука е сега. Украина е преголема држава, значи независно како ќе заврши тој украински суд, еден ден ќе заврши. Независно како ќе биде разграничувањето, поделбата, мировните сили како ќе биде определена, Украина ќе остане со 500.000 километри квадратни. Значи тоа е една огромна територија. Бројот на населението е сериозен, значи беа 42 милиона, ќе дојдат на 23-24 милиона, сериозен број колку Романија. Украина има малцински проблеми огромни со романци во делот кој што е делот од Трансилванија, со унгарци, со словаци, нерешливи проблеми ако влезат во билатерален спор со Унгарија, Словачка и Романија. А ќе влезат. Зашто се вета во најава, да. Апсолутно, тоа се вета во најава и тука нема шанси да придвижат Украина во преговорите кон Европа, што им е многу важно на Европската унија сега, и тоа е шанса за Западниот Балкан. Зашто пазете, Украина е држава која што сега во војна има 170 милиарди евра бруто општествен производ. Та должи многу повеќе, нели? Но тоа е, би рекол, дупло повеќе од тоа што ние го произведуваме како Западен Балкан. А како население сме ние некаде, ако земете колку се иселени од Србија, Босна, Црна Гора, Македонија, Косово, Албанија, ние сме се вкупно некаде околу 15 на милиона. И пак сме, би рекол, дупло помалку од тоа, и во тој контекст ние не представуваме такво загрозување за Европската унија како што
ќе го имаат со Украина, па да не говориме за Грузија, да не говориме за Молдавија и проблемите со Јужна Осетија, проблемите со Абхазија, проблемите во Приднестровието, во тој дел на Молдавија. Така што ние сме податлива приказна да може Европската унија да го представи процесот на проширување како успешен во делот на Западен Балкан, кој што изминал долг пат преку таа реформа за договор за стабилизација и асоциација и на некој начин сите ние земји, еве говорам и со дигнитет кон сите држави околу нас, на некој начин сме докажале дека долготрајни реформи со многу потреси, со многу турбуленции, со многу социјални ломови во државите, но ние истрајавме сите 6 држави да го чекориме тој пат кон Европската унија. И токму Украина ќе биде лакмусот, кај што тоа вето ќе биде лакмусот кај што ќе се покаже дали ќе има во Европската унија интенција, идеја, дали ќе биде двотретинско мнозинство од 27, двотретини квалификувано мнозинство, колку имаат големите држави во Европа, колку имаат малите држави, так. Но во секој случај промена мора да има. И тука Западниот Балкан како целина, како предвори на Европа, исто толку важно, дури и поважно од Украина или од Грузија, кој што е битно од безбедносни причини за Европа, но од економски причини ја загрозува многу европски земји заради украинското земјоделие. Ќе спомнам само податок, Украина има 66 милиона хектари. Македонија има 660 хектари. 1/100 од тоа што го има. Најголемата житница. Најголемата житница и она сега на 5 јуни Европа ги прекинува, Унијата ги прекинува безцаринските стапки затоа што има страшен протест од Полска, од Романија, од Словачка, од Чешка, од Бугарија против тоа што се случува. Они ќе има таму сериозни дебати околу тоа, и Украина е гигант во производството на пченица, јачмен, пченка, овес, значи тоа е гигант и во европски размери. И во тој контекст ние како Западен Балкан имаме голема шанса, но јас повеќе си ја гледам нашата Македонија. Зошто? Затоа што ние сме држава која што изодила најдолг пат и ние сме држава која што покажала дека и при страшни притисоци од Грција, Бугарија, можеме да издржиме. Јас ви убеден сум дека ние некоја друга држава ќе имаше сериозни проблеми околу распаѓањето на државата. Но ние покажавме дека имаме сериозна волја и разум здрав да сватиме што значи да опстанокот на македонската држава. И ако така продолжиме, убеден сум дека во следниот период има навестувања кога треба да биде тој датум, дека нашата, би рекол, подготвеност споредено, да речеме, со Босна и Херцеговина, па би рекол и Црна Гора, ако преговара Србија, Косово, па и Албанија, зошто да не се понапред од нас, убеден сум. И покрај толку многу донации, и покрај тоа што 6-та америчка флота е во Драч, и покрај тоа што се гради нов модерен аеродром во околината на Берат. Видовме како минаа последните избори, такви нешта се случуваа кај нас во 90-тите. Па за тоа такви местенки. Тоа ми беше третиот дел од оно што таква демократија, не. Значи збориме за држава која што еве веќе ми дадоа шанса да преговара, а која што објективно гледано, ајде да кажеме барем ако ништо друго не е пред нас. Еве тука да кажеме. Да, така представуваат не баре светлосен скок направија светлосни години, а гледањето на приказката околу изборите и што се случува таму, тоа испаѓа за нешто многу ние во тој дел и во однос не сум нереален кога кажам и во однос на Србија, и во однос на Црна Гора, во однос на кај нас многу се зборува за тоа колку ние сме му назадиле во реформите за овие години, дека ние се враќаме назад. Не е точно. Не е точно. Патуваме, гледаме, не викаат, еве јас во граѓанска иницијатива преку Пан Европа одиме секаде, се споредуваме, тоа што говориме ние некаде не сме да се говори, се забрануваат лидери во Албанија, Сали Бериша, едва доби шанса да се појави нови избори, да не говориме како е во Црна Гора, како е во Босна, како е во Србија. Во една Романија се случи, да. Во Романија се случи сега ќе видиме со Симеон и со Ѓорџеско, како ќе биде крајот на таа сага. Но во секој случај ние, ако си ја гледаме нашата домашна работа и ако си веруваме, за мене, кога бев во Бугарија баш околу првото вето на Макрон 17 октомври 2019, кога ме праша како сега Македонија ќе, ние сме научени, викам, много ние ова го преживуваме цело време. Било чудно да не е така. Да. За нас ништо не е чудно. За нас е дури само еден доказ колку ние сме на исправен пат. Ние бараме само да Европската унија и од вас како соседи, како пријатели,
како блиски кои што соработуваме, земји кои што треба да соработуваат како членки на крајот на краиштата на ЕФТА, на она што се Југоисточна Европа, барам само искреност и честност. Да кажете што ви смета кај нас и ние да кажеме исто така што ви смета кај вас, за да можеме да изградиме една корелација на односи кои што ќе биде взаимно почитување и ќе кажам една мирољубива политика, не политика на патронизација, ние сме постари, ние сме поважни, ние сме не знам што. И ако така постапуваме, убеден сум дека нашиот пат ќе биде повторно успешна приказна, како што бевме од 2001 до 2005, како што бевме од 2005 до 2011. Тоа се години на просперитет и тоа никој не може да го порекне. И затоа отидовме толку напред и на крајот на криштата да добиете вие 16 препораки, кај што комисијата во разен состав, значи во Баросо, Рен, Јункер, ај после 2019 не би говорил, мислам навистина е безпредметно, меѓутоа да добиете вие 16 препорака, пак и покрај тоа, значи вие технички, пак ќе кажам административно свести завршиле. Сите се позитивни, две има, 2015 и 2024, ај да кажеме се неутрални. Велат нема напредок. И навистина имаше проблеми и тоа е така. Сега ако имате 16 препораки, значи дошле тие препораки од нивните министри и дошле до премиерите на европските земји, до Меркел, до Макрон, до Борисов, во тоа време Делакро кои беа таму во Холандија, Руте кои беа, и тие гледаат и се состануваат, пијат кафе и велат добра е Македонија по 16 пат, добре, ама ајде нека почекаме уште малку, да почекат уште малку, нека бидат во таа завесата, нека биде завесата, па кога ќе дојде време, ќе го решаваме тој проблем. Ќе решиме ние. И повторно се враќам на првата реченица која почнавме, дека тоа е политичкиот критериум. И тој ќе биде пак пресуден. Нема да биде друг критериум. Со тоа што ние треба да бидеме свесни дека навистина заради нас, не заради Европа, треба да имаме доверба на граѓаните од не 2%, туку што впрочем така и во Романија, така и во Бугарија, таа приказка за Кјовеши, таа приказка за Бугарија, па 11 години Бугарија имаше механизам за спроведување на реформите во присуството, да го сменат законот за обвинителство, не може да го сменат. Значи не е тоа така, тие не оди така тоа. Бугарите си имаат свој национален интерес и си го бранат. И не прават промена затоа што Европа така им бара, туку затоа што бугарскиот народ тоа го бара. И тие се обстојува на тоа дека нивниот закон е добар. Појасни се обстојува за уставните реформи дека нивниот закон е добар. И така треба да се преговара со Европската унија. И да се докаже дека вие ништо не правите лошо со тоа што си го браните своето. Ние се си го браниме своето и многу правилно укажуваме ако не се исклучи билатерализацијата, која што не беше вклучена тогаш кога Кипар требаше да влезе, кога балтичките држави требаше да влезат, тие никош немаше да влезат. Сега за нас само се поспоставува тоа. Тој механизам. Тој фактички не дозволува ниту една друга членка, ниту Босна може да влезе заради проблемот со, знаете, проблемот со Република Српска, нити Црна Гора со 300.000 срби кои што се на пописот декларирани таму, нити Косово со проблемот на северот на Косово, па ниту Албанија со грчкото малцинство и нашето малцинство проблемите. Едноставно, билатералните проблеми не се дел од она што представува проширувањето на Европа. И тука е целиот проблем, многу правилно владата го лоцираше, би рекол, есенцијалниот момент кој што треба Европа исто така да го прифати. Затоа што Шпанија исто ја има Баске и Каталонија. Чешка ги има Судетите. Полска и Германија има Шлезија. Уште дискутираат дали е тоа Гдајнски или Данцик. Значи, Шкотска е тука, референдумот во Шкотска од 2016 година. Велс е тука. Северна Ирска е тука. Значи, Европа знае дека има членки во Унијата кои што исто така не ги решили билатералните проблеми во својот состав, тие земји, а дозволила Европа да бидат дел од Унијата по други принципи, економски, социјална кохезија, монетарната политика да се следи Европската централна банка, што Македонија последниот состанок пред 2 дена беа госпоѓа Бежовска, гувернерката, и нашата министерка за финансии госпоѓа Кочовска покажа дека ние сме апсолутно во делот на монетарната политика 100% усогласени со политиката на Европската унија, Европската централна банка и Европската банка за обнова и развој. Значи 100% сме усогласени. И што покажува тоа? Дека ние во еден дел надворешна политика не е усогласена.
монетарната политика не е согласена, политиката на стабилноста на денот не е согласена. Работиме на конкуренцијата, работиме на антимонополите. Се што треба, што е зададено како задача, ние го дискутираме и реферираме точно и прецизно до тука сме. И тоа Европа го знае. Јас, преку Пан Европа, толку години сум, од 93 година, многу европски парламентарци знаат што ние правиме. И сите ни кажуваат, што да правиме, на добар пат става, ете имате обструкција, знаете тоа, и ние знаеме што е тоа. Да. Јас знам и која беше улогата на цар Симон, исто паневропеец, кој се врати премиер на Бугарија, кралските ложи, што значи кралот Карлос во Шпанија, препораката, што значи кралот Густав од Шведска, што значи принцесата Маргарита од... Тоа беше лобирањето за Бугарија. И така Бугарија на некој начин влезе. Лобирате, но за нас сме ние самите. Она вистински мерит систем, реформата. Тоа го направивме и искрено, пак ќе кажам, ова не може да го направиме. Не можеме заради че имаме проблеми во социјалната кохезија, ќе има проблеми со малцинствата во Македонија, ќе има проблеми нешто друго, тоа оставете го за по 3 години или по 2 години, дајте ни шанса да вишиме и да... Јас мислам дека тоа е единствен начин ако сакаме да одиме како држава во Европа. Дали за да си се оправдаат, можеби пред самите себе си, го прават тој момент на што е според гледано од страна на многумина врв на една хипокризија, токму Марта Кос во последното обраќање, од една страна е нарече шампиони во вршењето на изведувањето на реформската агенда и не дигна, нели, за да после лош полицаец, добар полицаец приказката ни каже дека сме дел од тажната приказка и не смести, сега, мислам, не сме најдобрите и најубавите, ама не смести во иста кошница со Босна и Херцеговина и Косово, кој што знаете и самите наведовте какви се проблеми имаат. Косово настрана, нели, но Босна таму не функционира буквално тоа што не функционира и сега нас не ставаат во таа кушница за да си се оправдаат самите пред себе си зошто сме таму каде што сме, она што го спомнавте исто 16-те препораки, 10 години не блокира Грција, да. 6 години не блокира Бугарија, ама ние сме тажната приказна. Нели тажнотија да оди на нечија друга адреса меѓу другото. Мислам со должна почит. Јас мислам дека и она што сега го преговараме го должиме на словенците. 2008 година партнерството за мир, тогаш беа они председавачи, место она погрешна. Јас сум искрен, секогаш да разговорите. Но Марта Кос е дел од Европската унија, апаратчикот таму не е како Словенка настапува, исто како Вархеј, што не настапуваше како унгарец. Го менуваат и лико, знаете, тоа е пластична операција, кога одите во Брисел, тоа е таа пластична операција. Фотороботот мора да одговара на одговарате. Да. И на куштрачите и венема. Да, објективно, тажна приказка тоа е за Европската унија, не е за нас. Тие треба да се запрашаат зошто не можат, како може да прават, јас тоа стално го говорам и неколку пати кај вас сум бил и сме го дискутирале тоа. Тоа е тажната приказка и политичката интерпретација на таа волшебна кованица владење на правото. Они тоа го прават. Кога вие имате 16 препораки кои што ви ги имате на маса со сите реформи и вие и тоа е владење на правото. Тоа велите дека Македонија треба да отпочне преговори и вие со шкртка на моливот велите нека почекаат уште малку, добро е се, ама нека го сменат името, па ќе почнат. А сега да ги внесат бугарите? Сега друго. Утре ќе испадне, можеби, јас сум, лошо би било тоа, но може треба да биде исполнување некое друго, барање уште поштетно за Македонија. Да. Така, сите да го извадиме ски, да станеме на нешто, се шегуваме. Химната може ќе издаде дека треба да се смени, дека не ги обединува сите граѓани на Македонија. Имаме бугарски дејци во неа ќе речат тоа. Или нешто во нешто како што протоколот, ако сте го читале протоколот 2, тоа е ужасен. Да. Јас еднаш во една емисија спорев на една телевизија со еминентни луѓе кои што се почесни конзули, кои што се врвни аналитичари, меѓутоа не го прочитале протоколот. Таму пишува дека треба да ги смениме брошурите во музеите. Така. Може ќе им текне на знамето 8 крака, ако 16-тото е 8. Не, ви кажам, половина, извадете 2 крака за да биде 6, да не асоцира на половина. Јас говорам за реалности во протоколот 2. Така, за жал, треба брошурите да ги смените. Не се бадија, во музеите да ги смените, за Скопје да ги смените, за историскиот музеј во Македонија. Да ги смените плочките на тврдината. Тоа ви стои во протоколот 2. И затоа вие треба да го кажете искрено. Ние тоа не може да го направиме така. Тоа е билатерален проблем. Тоа е историски проблем, тоа е научен проблем. Тој што се запатил со историјата на Балканот, жив и здрав не излегол од тука. Што историјата не е на нивна страна. Апсолутно. Да. И тука има факти. Нека проверат во делот дебатата за Охридска архиепископија, документите се во Истанбул, во Константинопол. Так.
дека тоа е румска црква, народот на ромеите, румите ги викаат турците, ромеите, ние сме ромеи, Источно римско царство, Охридска епископија е румска православна црква. Денот на бугарската азбука, денот на Кирил и Методи на светите, како може да биде кога тие за глаголица не слушнале меѓу другото во нивната територија? Тоа е докажано, мислам, и како нели ги прогласија за патрони на копатрони на Европа, Свети Кирил и Методи, Бенедикт 16 ги прогласи. Значи, сето тоа, ама тоа се аргументи за една голема историја и таму сите документи за нешто што постои како документ во Ватикан, нешто што Чешка и Словачка не спасуваат тогаш кога видоа што сакаат да направат со она иницијатива за бугаризација на Македонија која што беше поднесена во Европскиот парламент, па тие поради Кирил и Методи, знаејќи сепак како словенски народи што и како е, ставија вето на целата таа приказка и не помина бугарскиот наратив кој што беше и ден денес прифатен, општо прифатен од нивното собрание, од претседателот кој што јасно му кажа токму на Кошта кој што беше денеска кај нас дека нема шанси никакви одстапки да се направат. Што нели повторно зборува за тоа каде сме, што сме и со кого си имаме работа во превод. Јас секогаш тврдам. Договор нема, компромис нема, не може да се оди така. Не, проблемот е во следното. Ние точно знаеме што сака Бугарија. И тоа е легитимно, тие си имаат свој интерес од нивна гледна точка и тоа е втемелено во нивната стратегија, геополитика, во нивната внатрешна, во нивниот образовен систем. Но погрешно е ние тоа да го прифаќаме како модус дека ние така треба да правиме. Так. Ние си имаме наша стратегија, имаме наш образовен систем, имаме наша историска наука, како што е секоја друга, како што секоја држава има, која што почива, убеден сум, на сите модерни, хуманистички, историски, општествени науки усогласени. Ние сме поусогласени, убеден сум, од соседите кои што имаат едно темно петно во себе, а тоа темно петно произлегува од анексијата на делови од територија од Македонија од 13 година. И тоа темно петно не може да го избришат. И тука е таа работа. Значи, едноставно не можат, исто што говорев, не можат да ги избришат документите во Истанбул, во Константинопол, дека како се третира од турска страна, од турската империја, Охридска архиепископија. Не може да ги избришат анексијата, дека се дава дел од Негиска Македонија на 100 години на Грција на управување. Се дава Пиринска Македонија 100 години на управување, Вардарска Македонија на србите на управување. Тоа е се во историјата. Но не може да ги избришат и пресудите на судот во Страсбург за македонците во Бугарија. Тие се кумулативни, модерни. Тие се кумулативни повеќе од 16, зборуваме 16. Има почина Георги Христов, почина Јордан Костадинов, кои што исто добиваат, но како земите кумулативно 30 се. Затоа што некои луѓе веќе не се живи, тие 20 и повеќе години се спореа со судот и потоа основниот суд, апелациониот суд, Врховниот суд на Бугарија ги укинуваше како нешто што, да речеме, не можат бугарските национални закони да го применат во нивната, да речеме, во нивниот правосуден систем. Но пак ќе кажам, тоа е нивна политика. Во разговорите со нив ние треба да пристапиме онака како што тие пристапуваат кон нас. Значи тие кога ќе тргнат во разговорите си имаат јасна геостратегија и ние имаме јасна геостратегија. Убеден сум дека сега имаме. Како порано немавме. Значи ние не можеме да прифатиме да разговараме за нешто за кое што ќе бидеме ние на подолното столче, а јас ќе седам тука, вие ќе седите пониско. Значи ние мора да тргнеме да ќе разговараме така да бидеме равноправни, ама ние сме членки на Унијата. Да, но вие некојаш бевте членки на Варшавскиот пакт или бевте членки на Советот за заедна економска помош или на фашистичкиот сојуз. Зборувам за Втората светска војна, па да не го отвараме тоа прашање, ако треба да го отвориме тоа прашање, нема да излеземе никогаш од тоа. Меѓутоа, ако збориме за тоа кој каде бил, ние сега, вие сте членки, ние сме кандидат членка. Нашиот пат е потрновит, потежок, вашиот бил полесен, геополитички бил полесен, меѓутоа ние исто така имаме право да разговараме за вредности. Вредност ли е ние да се откажиме од нешто што постои, да речеме тука со векови, како традиција, како колективна меморија, како документи, и ти не можеш да откажиме од тоа. Тогаш не сме држава. Тогаш не сме она што е направено 44 година по стандардите, пак ќе кажам, на Вестфалскиот мировен договор, држава и нација. Ние сме направени со сите тртипи. Со држава, нација, јазик, како секоја држава што се правела. А разликата е во историска димензија минорна,
Дали некој бил направен 1878 година, некој 1944 година, или Албанија 1913. Сите сме тука на купче, во овој дел од Балканот. И Дали Бугарија. унисоноста, односно немањето на унисоност, кај нас е главниот проблем. Се случи нешто еве последниот пат, благодарение на премиерот кој што го прими, тој бараше лидерска средба, председателот на СДСМ, Филипче, но премиерот рече да буквално кажано да не бидеме као племенски заедници, ќе се собираме сега ваму таму, го викна во влада и тој излезе и самиот Филипче мора да изградиме заеднички став околу сето, кога сме заеднички со еден став, никој не може да не победи. 2 дена потоа отиде на средба на социјалистичките партии во Брисел и кажа дека треба да ги прифатиме уставните измени и дека оваа влада не прави ништо околу тоа и дека го кочи прогресот наводно на Македонија во евроинтеграциите и сето тоа, за да работите се повторуваат, да човекот има златна виза, може утре веќе да избега од земјава, велат многу му било гајлено. Дали токму таа неусогласеност на ставовите која што продолжува и натаму и денеска го слушаме тоа. Сега од една страна знаете човек со 3,8% рейтинг кој што оди на кај статистичка грешка, кој што е рамен со Арбен Таравари, кој што исто случајно исто така има 3,8%, па тој прави проблеми во владата, исто една друга работа, двајцата се екс-министри, многу сличности, едниот е неврохирург, другиот е невролог, им газат на нервите на македонците и на македонските граѓани постојано, но еве, таа неусогласеност, која што постојано мислам дека е она која што е главниот македонски проблем, бидејќи гледано од страна на Европа, да, тие имаат рейтинг 4% на партијата, овие имаат 28, но еве ги и тие велат дека треба да се направи тоа што не треба да се направи според мнозинството, но имаме таму еден играч кој што, како што беше оние 7 години 2017-2014, кој што ќе одиграат 24-та ќе одиграат контра сопствените национални интереси, контра она што го сака мнозинството на граѓаните и ќе одиграат како што треба. Дали на таа карта и се игра постојано, за жал. Еве 34-та година ќе дојде за некое време 8 септември од независноста на Македонија. Апсолутно сте прав. Таа е картата губитничка за нас. Значи ние имаме исто два фундаментални проблеми. Тоа е што ние не сакаме да ги признаеме грешките кои што ги направиле одредени влади македонски кои што работеле спротивно на стратешкиот македонски интерес. Францускиот предлог при фаќањето со протоколите, ете поголема грешка, здраве, кога сите им викавме, на улица бевме, и вие бевте со мене, одевме, на страна опозицијата не прифатија ништо, го изгласаа тоа, со најможното пониско немало здрави мнозинство во нивниот парламент. Во Македонија 61 беше оне што гласаше. Едвај, иако и тој го киднапира еден па го враќа, нели? Да, таа беше приказка. Жена му го гледала Макрон, па плачала, па се убедила дека па влијае врз него. Не сите тие работи, меѓутоа ние еднаш мора да расчистиме. Грешката може да биде да се поправи, може да биде непоправлива, ама да не е катастрофална, ама ова е катастрофална грешка. Че вие без да ја вклучите опозицијата, без да го вклучите македонскиот народ кој што јасно кажа па и на изборите што мисли за таквиот начин на преговори и да продолжите со мистификацијата на тоа дека тоа е добро, дека тоа морало така да биде прифатено, тоа нас најмногу не враќа назад. 80% граѓаните на анкета викаат не. И сега вие таа приказна лидер треба да гледа напред, нели да не го слуша народот, тоа е ретроградно, тоа не води, мислам тоа се фетиши, тоа се фетиши измислени за оние кои што треба да служат, пак ќе кажам, да бидат почесни конзули, да добиват привилегии, да водат напред капитално, да уживаат културата на парите во Македонија. Такви има малкумина, но значајни фактори кои што не работат за Македонија, работат за туѓи интереси. Јас отворено говорам за тоа. И треба да имаме луѓе кои што ќе кажат, јас барем очекував, ама тоа не може да бидат луѓе кои што биле дел од таа коалиција, кои што едноставно во Македонија две работи треба да се расчистат. Јас сум човек, знаете што е собственоста? Манифестација на продукциониот однос. Сега сме капиталистички продукционен однос. Има економски влада е економски детерминизам, зависност од потребувачката, и второ, влада е култура на парите. Сега, кога ќе заврши вашиот мандат, кога ќе си замините, не може ние да читаме по новини за богатството на наши функционери во Дубаи или за богатството на наши функционери во Македонија. За тоа треба да се одговара. Имаме закони, сите сме пополнувале имотни листови, јас сум пополнувал 10 пати.
на толку функции сум бил, градоначалник, пратеник, министер, и сум пополнал кога станувам од 96-та и сега кога се вратив од Софија 2020 година. И таму е целиот мој живот од 26 години. И во тој живот стои што сте имале вие 96 година и што имате кога заминувате 2020 година. И легитимно е, не треба нас ветинг, не ни треба ветинг. Има случаи кога суди, политичари биле викани и проверувани. Вашиот живот е во 4 фасцикли. Тука се сите трансакции ваши, евидентирани. Знаете колку убави евиденции има за сите нас? Колку стана имаме, колку коли имаме, каде сме патувале, каде ни живеат децата, како се ситуирани нашите блиски, роднини, пријатели. Сега вие, ако го имате таа гарнитура, која што сега говори за златни визи, која што говори за тоа дека ќе се прават бизниси во Дубај, тоа треба да одговара. И да каже за катастрофалните грешки политички, противно и на референдумот, не заборавајте, и второ и на она што го направи во парламентот. Затоа треба да се бави обвинителството. Како беа присилени 8 пратеника, како беа укинати постапките против нив, кој ги укина, кој е обвинител, како се беа укинати тие постапки, тие се обезбедија лична екзистенција и лична иднина, а е зацрни иднината на македонскиот народ. Затоа што целата таа процедура од 2017 до 2018 година до Преспа беше изведена против македонскиот народ, без учество на опозицијата, со укажување дека треба да се договориме, она што ја вели, треба унисон македонски став. Тој предлог не чини. Не ни чинеше германскиот пред тоа, не го прифативме, така? Немаше да го прифатиме и францускиот, зашто е против националните интереси. Исто во време португалскиот, значи не ни чинеше германскиот, португалскиот и францускиот не одговарал на македонските интереси. А најлошиот го прифатија. Најлошиот го прифатија затоа што некој се договорил некако дека треба да се прифати. И тие два момента, политичкиот момент, секој да си одговара за своите стратешки грешки. Тука има и Уставниот суд еднаш треба да се произнесе. Дали можете да смените вие име без согласност на народот? Дали владата која што има мандат, таа е мандат на влада, кај што имало референдум, дали без референдум можете да смените име на држава? Колку е тоа во согласност со македонскиот устав? Верувате дека ќе се врати? Јас мислам дека нема смисла животот искрено ако не си го вратиме името. А имаме аргументи 1 милион тони. Јас сум роден во Социјалистичка република Македонија и сум на тие години кога се наближувам до крајот на таа животна епизода и јас ќе заминам од овој, се надевам, од Република Македонија. Значи, реалноста е таа, значи, не можете вие некој да ви го смени името, зашто некој со визионерски европски поглед ќе ви каже, знаете, не се битни вашите гласови како граѓани, ние решивме 4 или 5 души и ние ќе го направиме тоа. Но може да го направат тоа, не е спорно, и го направија. Спорно е што потоа има проверка дали тоа што сте го направиле е согласно уставот, дали е согласно законот, правосудните системи во Македонија. Јас кажав, нека даде сега одговор некој дали тие 8 пратеници кои што гласаа така, на кој начин беа укинати нивните постапки за одредени дела кои што ги направиле и како тие беа ослободени да гласат во парламентот. На страна нелегитимноста на владата од 27 април избрана на начин на кој што значи многу работи. Тоа е башка работа, каде е записникот, колку души гласаа за владата, дали биле 59, 57, 67. Значи тоа се работи и сега ако се отворат тие прашања, веднаш иде пораката, нели се патува некаде во Брисел, на Социјалистичка интернационала таму и ќе кажете владата сегашна го кочи, процесот тоа треба да се прифатат уставните измени, па едноставно ете јас сум човек кој што независно што ќе реши владата сега и па и да ги прифати, јас не ги прифатам како граѓани. Јас не ги прифатам како граѓани и такви други граѓани има многу во Македонија. Зашто јас сум граѓанин на Македонија и имам свое право да кажам не. И треба да ме консултира некој на референдум. Утре да има референдум за враќање на името, знаеме како значи, едноставно, ние имаме, ако говориме за демократија, пак ќе кажем, демократијата е процедура. Таа не го прави човекот подобар, ама помага да се препознаеме кој е Маријан, кој е Љупчо, кој е некој друг. И сега, вие имате председател на СДСМ, кој што треба да објасни како таа златна виза ја добил. Треба да објасни премиерот Заев како
Самиот се добави фаќа во стапици. Да. Знаете, еднаш кажа дека ја нема, за дека потоа ја имал. Да. И сега кажа ја вадел за работа. Доаѓа дека во моментот кога тој наводно ја барал за работа е министер за здравство во владата на Република Македонија. Како може министер во нечија влада да оди да бара работа и при тоа да добива златна виза заради тоа што како министер барал работа, да, во ред супер што е нели неврохирург и тоа, но нема логика едното со другото. Истакна и тој самиот намерно мислејќи, знаете тие дигресии како што оној од Левица купи подрум со приземје. Никој не купува подрум со приземје, купувате приземје со подрум, стан со подрум, ама тој го купи така, а Венко Филипче ја доби визата кога не бил пратеник и не бил председател на СДСМ, ама бил министер во владата. Тоа не го кажа, заборави. Како што овој заборави дека купил приземје со подрум. Поента да пак ќе кажам, имаме кај нас чисти закони, Да. имаме некои закони се тотално усогласни со Европската унија, некои се препишани, а не се соодветни на тоа што го имаме. Како оти законот е пишана норма и тоа е објективниот момент, ама субјективниот момент е етиката. Дали субјективниот момент, расположението на народ во тој момент, таа правна норма го отсликува или не го отсликува, дали тој сака такви промени или не сака. Значи, тука е целата работа и во тој контекст сите овие постапки мора да бидат на некој начин санкционирани од аспект на тоа да се провери. Јас велам проверка да, ако може за одреден дел 1% или 2% по политички причини некој бил проверуван и тоа трае, верувајте, пошто бидејќи се работи за личен проблем кој што јас го знам во моето семејство, и ако може да се провери некој така, може сите да бидат проверени. Така. Значи, се работи за тоа дека ние имаме закони, ако сакаме да ги спроведиме, тогаш лесно ќе се провери кој, како и зошто може да ги прави тие бизниси, кој како и зошто стекнал таков имот Колку тежел. и колку тежел тогаш да кога стане дошол на како функција излегол. и кога излегол. Така. И тука тоа не е ветинг, ние имаме има таму едно чудо, во Македонија има 3000. Патот на парите. Многу Да, едноставно. ама тоа е 3000 функционери, јас горе долу ги знам. Во овие 30 години 600-700 судии, може има 400 министри, премиери, има уште може 800 пратеници, имате обвинители 300, тоа се 3000 души. Така. Тоа е проверките, ќе составите 10 тима од Управа за приходи, државна комисија за корупција и Управа за јавни приходи по 3 стручњака, Едно 10 мало тима, во 30 Совска населба, да не се. Да, и тоа се прави за година дена, ќе ги имате сите документи, тој што стекнал, Да. пеки што има доказ, ќе си го оправда тоа, ќе си плати данок, нели си има данок на второ живеалиште, на трето живеалиште, на пето живеалиште, ако тоа го докаже, како ќе го докаже и зошто го, ако има такви можности за докажување, некој не може да докаже, ќе треба да плати сериозен данок, некој пат треба да му биде одземен тој имот. Тоа што Македонија може да го прави да. по законите, што вие имате, се знае колку заработува еден функционер во текот на својот мандат, колку ви е платата за 4 години, Так. колку имате вие привилегии, еве да кажеме, дури подароци, па и нешто што, меѓутоа се знае колку може вие да купите. Вие не може да купите 10 стана. Вие не може да изградите хотел со вашата Да плата. имате милиони и милиарди. Не може да имате, не може да добиете златни визи. 80 катница во Дубај да Ама изгради. целата ова приказка околу таа собственост, дека тоа мимикрија со демократијата, знаете, тоа е слобода на пазарни законитости. Чекајте бе луѓе, тука има закон, тука има држава, некој во таа држава работи и тоа не се политичарите. Така. Политичарите, а водат државата, ама граѓаните работат туристички работници, работат овие луѓе на компјутери, работат во IT секторот, работат во производство, работат во машинска индустрија, работат во ова зоната за технолошките зони. Тоа се граѓани, тие работат, Да. тие привредуваат. Јас сум за систем во кој што мора да има еквилибриум меѓу кредитна, монетарна и даночна политика. Тој што има повеќе треба да плати повеќе. Јавното добро мора да се штити, зашто тој повеќе троши. Тој има 5 коли, тој има 10 стана, тој повеќе троши, тој треба повеќе да даде за државата. И во тој контекст, тој прогресивен данок, не може да имаме ние само ДДВ, во кој што сите сме еднакви. И тој што живее со 30.000, и тој што зима да речеме енормни плати. Тоа е социјална држава. А во уставот Македонија е социјална држава. Говорам за уставот сега. И ако така пристапиме, грешките на тие што ги направиле прво политичките, а второ економските бенефити од тие грешки,
очигледно за некои грешки се добива економски бенефит и треба да бидат проверени. Има луѓе кои што за одредена одлука потоа добили привилегии да бидат во одредени меѓународни тела, па да бидат привилегирани, па да добиваат за такви одредени високи приходи. И ви кажувам отворено, јас сум за тоа, ако сме ние капиталистичка држава, ако собственоста приватна е доминантна и водечка, верувајте, таа треба да биде проверувана. На запад, зашто бегаат од Германија, одат во Монако, зашто Џоковиќ ги сели сметките од Белград во Монте Карло или кај ги сели таму, затоа што данокот е помал. Иначе во Германија ќе биде данокот 80%. Колку зимате повеќе, има таму си има градуси, ако зимате до 1.000.000 евра толку, ако зимате 2 милиона толку, така и во Македонија. Ќе ви биде прогресивен, второ живеалиште, ќе ви биде данокот, колку се кај се даноците на имат смешни, за стан вие плаќате, да речеме 4.500, зависи од големината на станот, 4 до 5.000. За второ живеалиште 3% обично е од вредноста. Ќе плаќате 16. За трето ќе плаќате 20%. За четврто 50%. И тогаш и државата ќе биде попогата, а и тој што го стекнува имотот легално, ќе се праша дали е подобро да инвестира во погон или да има 10 стана во Скопје и да ги рентира и да живее од тоа. Значи тоа е пак една политика во која што ќе имате економски просперитет. И на крајот на краиштата Македонија, сум убеден по последно, јас сум по вокација економист, ово што сега се заговара, повторно се вратиме, како што јас сум патувал 6-та, 4-та, 5-та од Кавадарци, па со воз до Неготино, па од Неготино јас со воз патувал до Скопје. Кога бев ученик во Кавадарци, со воз патував секоја петок, се враќав со воз секоја сабота. 4 воза. Локален, патнички, брз и експрес, меѓународен Атина, Дортмунд или кој беше таму. 4 воза имавме ние во период од 2-3 часа да се решиш како сакаш да патуваш за Скопје. Тоа се инвестиции. Нови инвестиции во железничка пруга, нови инвестиции во коридорот, нека се гради Табановце, Белјаковце како беше, ќе се гради, автопатите се градат, нова инвестиција во технолошки индустријските зони, нови прилив на повеќе милиарди евра. Гледаме Србија како се издигна во тој поглед, економски се издигна Србија. Гледаме што се случува со Белград. Учеше од нас, да. Па да, кажа, директно председател на Србија, самите си призна како што препишува од нас 2007-2008. Ама во меѓувреме препишувачите дојдоа кај нас на власти. Па добро, тие препишувачи во училиште. Ама и тие препишувачи дури не го научат добро српскиот јазик, па говорува смешни реченици кога патуваат во Србија, за жал. Фарезил беше. Значи и тука треба да научиме една работа дека во овој свет ние сме дел од западот. Во тој капиталистички свет постојат правила. Значи тие правила, тие земји ги почитуваат. Затоа велам, таму уредно ќе си платите тоа што го имате како имот. Ќе ви биде, ако имате многу имот, ќе плаќате многу повеќе, зашто вие користите повеќе јавни добра за тоа, повеќе ги оптеретуваат јавните службеници. И во тој контекст Македонија и тука мора да се реструктурира, а пак е тој тргнеме од тоа, првата проверка ќе биде секој да се одговара за политичките грешки. Ако јас сум потпишал нешто за кое што сум немал право како устав, јас сум убеден, верувам во тоа и живеам со таа надеж, дека еден ден еден уставен суд правилно насочен кон тоа прашање и иницијатива на граѓани кои што ние ќе ја покренеме граѓаните, да го приспита, да ја приспита одлуката на владата како го смени името Република Македонија. Самостално, со своја одлука и без да го праша народот. И покритито било парламентот, добивме 80 гласа и со тоа го сменивме името Република Македонија. Но за тоа треба да имаме пред да изградиме пред се доверба во судството, да вратиме довербата и кога ќе кажу Уставниот суд дали е тоа така или вака, да наведниме главите да кажеме добро, така реши Македонскиот уставен суд. Тоа е мојот став кон ова наша македонска држава. Јас ја сакам државата, живеам тука 69 години, моите деца се тука, мојот внук е тука работат и сакам така да биде успешно, да живеат нашите македонци тука во оваа наша македонска држава, сите граѓани. Тој концепт јас сум за не може ние да бидеме само да бидеме да ги користиме правата, значи ние само ја користиме формата, содржината, ама не, јас сум албанец, јас сум влав, не. Сите сме ние државјани на Македонија. Го имаме пасошот македонски
Имаме права, но имаме и обврски кон таа држава. Тоа што сте албанец или турчин или влав или ром, тоа да, во уставот стоат такви членови. Но прво сте државјани на Република Македонија, со самото тоа сте македонски граѓани. И не можете да кажете дека не сте македонец. Сите сме македонци ние. Припадници на македонската нација, субстратот на државата, по вестфалскиот концепт, и малцинствата, ние ги викаме делови од народи, кои што имат во други држави свој субстрат, албанскиот народ во Албанија, српскиот во Србија, бугарскиот во Бугарија, грчкиот во Грција, така и ние македонците ги имаме тие делови од народи. Се додека тоа прашање исто така не го поставиме на дневен ред. Машки, гледаме еден во друг и да кажеме, видете, ние мора да разговараме, да почитуваме, да цениме, соработуваме, сите права, сите можни привилегии што треба да ги добиете, може би највисока форма ќе ги добиете. Но не можете да одите против државата во смисла со тоа што го барате, како што баскијците не може да одат во Шпанија да наметнат тоа што го сакат баските или каталонците, со изгласен референдум, не помине тоа 2017-18 година Пучдемон. Не може да помине. Државата не го дава тоа. Ке направат деволуција или фискална децентрализација, ќе им дадат повеќе права на Каталонија, но дел од Шпанија. Значи, ние како држава и тој проблем мора да го решаваме на демократски начин. Дајте да кажеме дека ние сите во Македонија имаме исти права и исти обврски. Не може да кажете ние македонците треба да го носиме теретот, а другите заедници не може да имате и бадентер и да имате демократија. Значи не може да биде тоа. Значи ако го имате бадентер, тогаш имате малцинство. Ако имате малцинство, не може да бидете конститутивен народ. Да. Значи тоа се два принципа. Ако го нема бадентер, сите сме граѓани, сите сме еднакви, тогаш ќе се договориме дека во Македонија сите сме македонски граѓани, без позитивна дискриминација и сите ќе се бориме сите права што постојат во меѓународен светски поредок да ги инкорпорираме во македонското општество и македонската држава. Јас сум за граѓанскиот концепт, секоја сум бил и мислам дека најголемата грешка се направи 2001 година. Македонија имаше шанса да излезе од таа криза како граѓански концепт. Ние се вративме назад во средновековна форма на држава, држава на етноси, на етнички заедници. Ние не сме веќе држава на конститутивен македонски народ. Ние сме држава на етнички заедници. Македонската заедница се викаме ние. Ние не сме македонска заедница. Народ. Ние сме Точка. Ние сме тие кои што се направила Македонија, читајте го Одборот, читајте го Асном, читајте ги сите тие наши дејци, меѓу кои што имало и честољубиви албанци. Јас знам за многу луѓе, Садо Хамал, Дебар, Нежата Голи, секоја чест, Власи, Срби имало така, но тие биле сепак многу мало малцинство во однос на она што го правеле македонците. И секојаш така треба да истапуваме искрено, како што велам и кон Бугарија. Јас сум за тоа да го почитувам секој. Меѓутоа да биде тоа на некој начин еквивалентна и двострана улица. Двострана улица. Почитуваме, мора да се цениме мирољубива коегзистенција, но верувајте, по тоа прашање не може да разговараме. Значи по тоа прашање почитуван председателе, премиере на таа држава во рете, можеме за се друго, дајте да ставиме таа точка како што беше до 2017 година, така беше. Тоа беше премолчени вистини. Бугарите така почнаа, јас сум бил како водач на група на бугарско-македонско пријателство и како министер и како градоначалник сум направил десетици збратимувања со бугарски градови и тие ќе почнат за прашање за кое што јас велам добро, ова прашање да го одложиме, дај да видиме што ќе направиме со туризмот, посети, да направиме со економијата, инвестиции. За тие 2-3 прашања кои што ви ги поставувате, ние во овој момент не можеме да разговараме. И така треба. И тие исто така имат точки за кои што ќе кажат. Јас секогаш го поставам прашањето што се случува со граѓаните, бугарските граѓани со македонско национална самосвест. И тие ќе ви кажат, по тоа прашање ние не разговараме. Во ред. Ниту ние за Ниту ние за овие други прашања и во тој контекст веќе си имаш еквилибриум и одиш на разговор со чиста мисла. Тие се растаретени, ние сме растаретени, ќе направиме добар диалог, ќе направиме знаеме дека за ова не се разговара и тоа се премолчаните вистини. И ова се урна. Се урна благодарение на неколку луѓе кои што беа амбицирани од себичен интерес, без многу знаење и со многу ероганција дека се повикани од Господ
Така. да го направат македонскиот европски пат. А тој си беше Данин-Кругеров направен. ефект, Да. Да. Тој си беше направен, тој беше трасиран. Да. Ама не со павер елементи па да ги вадите после, туку си беше трасиран и тоа со здрав бетон, како чекориме ние кон Европа. Со здрава подлога. И сето тоа се разруши и сега ние се вративме назад, па ќе кажам, мора да тргнеме од, би рекол, многу позиции кои што беа надминати пред 2017 година. Ви благодарам што бевте мој гост. Ви благодарам на поканата. Ми беше чест. И мене исто така. Ви благодарам и вам што бевте дел од 20-тото издание на Надкаст. Се гледаме следниот четврток во 20 часот, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.